Спонзорот Цермат ви представува. Голема заинтересираност на битолчани за фестивалот и Линденски денови. Еден од најпознатите светски кросовер пијанисти Максим Мрвица настапи на Охридско лето. Голем музички хепенинг за одбележување на светскиот ден во борба против хепатитот. Фотокиноклубот Битола учествуваше на изложбата Заедно. Промоција на книгата Македонски празници и празнични обичаи. Уште една промоција на книга во Битола на писателката Гордана Петров. Битола годинава преполна со народ, со љубопитни посетители и нестрпливи играорци, желни што поскоро да настапат на фестивалската сцена, дел од 44-тото издание на фестивалот и Линденски денови, најстариот фестивал во нашиот град, фестивал со голема традиција, фестивал кој што го слави големото македонско фолклорно творештво, богатата македонска традиција, а во изминатите десетти на години ја слави и традицијата на голем број држави од Европа и светот, што се дел од овој фестивал. Синоќа, програмата продолжи со настап на ансамблите од Унгарија, Холандија, Бугарија, Словенија, а од Македонија од Битола, Прилеп, Куманово, Тетово, Пробиштип. За мене, јас се викам Јесика Готенбос и пријателка ми се вика Ања Бос. Ние сме од Холандија. Да настапиме прв пат. Ама јас стално дојдам тука во Македонија, а групата прв пат. Имавме една покана за фестивалот од другарка Милевка од Пробиштип, таа има друштво Весели пензионери и таа ме покана да организирам една група од Холандија за ова фестивал и Линденски денови. И многу е посебно затоа што 40 години има фестивал и супер. Ние сме восхитени, бидејќи тоа е за нас прв таков голем фестивал. Сме мало друштво, 35 до 40 членови. Действуваме на просторот каде што тешко се работи, но бидејќи верувам во македонците и верувам во тие што се во Горица дека можеме да ја представуваме Македонија надвор, да сме амбасадори на Македонија, иако сме мали. Ние сме по еден пат со културно-уметничко друштво Џоко Симоновски од Куманово, пензионерско културно-уметничко друштво, и доаѓаме шести пат на овие прекрасни и Линденски денови фестивалот, еден од најстарите фестивали во Република Македонија. Знаете што овој фестивал јас сум гостувал порано многу пати, а ево и сега ни се укажа прилика. Овој е величествен фестивал. Овој е многу среќа човек да учествува на овој фестивал. Право да ви кажам, немам зборови за овој фестивал. Убавината е негова голема и така да среќни сме што ете непоканија и исто така ќе земеме учество на овој фестивал. Денес на програмата е креативна работилница направи понеси сувенир со битолски народен вес на етнокреатив и вечер на староградска музика и игра. На третиот фестивалски ден ќе настапат музичката група Распеани Крушевчани од Кружево, староградската група Сирма Војвода од Битола, пеачката група Весела Тајфа од Богданци, пеачката група Распеани Гевгеличани од Гевгелија, Сдруженијето Распеани Велешани од Велес, градскиот хор на Штип Распеани Валандовчани од Валандово, Бјорн Петертосе од Осло, Норвешка. Пијанистичкото чудо од Шибеник, како што го нарекуваат медиумите, хрватскиот маестрален пијанист Максим Мрвица одржа концерт во Античкиот амфитеатар на Охрид во рамките на 54-тото издание на Охридско лето. Мрвица својот прв концерт како солист со оркестар го има на своја 11 годишна возраст и освојува првата награда на државниот надпревар во Загреб, а потоа неговата кариера се движи во нагорна насока. Зад неговите први чекори во светот на музиката стои професор Марија Сексо, а потоа се школува на Музичката академија во
Загреб, кај професор доктор Владимир Крпан, Конзерваториумот Франц Лист во Будимпешта, Екол Национал де Мюзик и Александар Скријабин во Париз. Првиот албум го снима во 1999 година, за потоа да подпише договор со издавачката куќа Еми Класик. Важи за еден од најпознатите светски пијанисти и е најпродаван кросовер пијанист, кој зад себе има 10 албуми, милионски тиражи во повеќе од 57 земји во светот и 60 милиони прегледи на YouTube. На средбата со новинарите истакна дека го снима својот 11-ти албум. Игром случаja nekako ovo bio moj prvi nastup u Makedoniji u sve ove godine. Ова е моја прва посета во Македонија. Драго ми е што конечно настапувам овде, особено на еден ваков реномиран фестивал како Охридско лето, на кој настапувале врвни светски музичари. Пред Охрид настапував во Црна, Сараево, а продолжувам со мојата турнеја во Хрватска. Во Азија најчесто имам концерти. Иако на почетокот тешко ми беше да го прифатам тој успех, подоцна некако се навикнав. Ми беше тешко да се префрлам од класичен пијанист во кросовер, но тоа го сакав бидејќи и приватно доста слушав електронска музика. Едноставно сакав да експериментирам со музиката. Glazbe, odnosno listovu kamol baladu. Мрвица ја воодушеви публиката со неколку класични композиции, меѓу кои Бумбаровиот лет на Корсаков, Рапсодија во Хамол, Брамс, Хабанерата на Жорж Безе, композициите на Тончи Хулич, по кои е најпрепознатлив низ светот, и тоа Нострадамус, Екзодус, Хрватска рапсодија, популарната музика од филмовите, Амели Пулен на Јан Тирсен, Кум на Нико Рота, Невозможна мисија на Лало Шифрин, за која композиција Мрвица истакна дека му е посебно драга. На самиот концерт беше прикажан и краток документарен филм за чудото од Шибеник, насловен Хрватска рапсодија. По многобројните тетоважи, одличниот стајлинг, за кој имаше соработка со престижни модни куќи, меѓу кои Долче и Габана, Кристијан Диор, неговата харизма и неизмерлив талент ја освоила публиката на секаде во светот. Со своите изведби ја освои многобројната публика во Охрид, која со громогласен аплауз го врати на бис и со повеќе минутни овации го испрати од сцената. По повод светскиот ден за борба против хепатитис С и Б, Битола преку Хепар центар беше дел од глобалното одбележување. Имено на широк сокак беа поставени буквите Б и Ц како најава за големата манифестација која пред многобројните битолчани се одржа вечерта. По повод светскиот ден на хепатит од 28 јули, Хепар центар Битола како и минатата година подготвува покрај останатите активности еден вид мал хепенинг да го наречиме со одреден број на луѓе познати од естрадниот живот во Република Македонија, која поддржуваат оваа кампања за борба против хепатитот. Еве веќе како што гледате и самите позади нас се и одредени букви изработени во 3D кои се некоја символика, представуваат одредени хепатити, имаат и повеќе значења. Покрај тоа да се дружиме, да биде еден туристички дел, луѓето да можат да се сликаат, да уживаат, едноставно не да биде во фазонот дека оваа болест е тешка, тоа е стварно дека е тешка, но дека треба од сите страни тоа да се гледа дека може да биде успешно излечена и сите тие натаму третмани кои би следеле во животот на една заболена личност од овие заразни преносиви вируси. Во рамките на оваа манифестација во клиничката болница го ставија во функција на привремено користење фиброскенот, врвна апаратура во делот на поставување точна диагноза за оштетеноста на црниот дроб со неинвазивна метода, француска донација. Многу сум среќен што можев да му помогнам на Милан и на Хепар центар за овој ден со донацијата на апаратот. Среќен сум што учествувам на ваков ден во борбата против хепатитот. На музичкиот хепенинг зедоа учество повеќе познати личности од Битола и Македонија, меѓу кои Памперси, Нокаут, Солза и Смеа, Бојан Стојков, Петар Горко и неколку битолски диџеи. Покрај забавниот дел во фоајето на театарот имаше бесплатно тестирање од хепатитис, но и крводарителска акција. Оваа заразна болест се почесто ја има и како резултат на современиот начин на живот и пороците кои доаѓаат со него. Хепар центар минатата година се вклучи во глобална акција за одбележување на светскиот ден на борба против хепатитот и заради масовно присуство на битолчани, Битола влезе во Гинисовата книга на рекорди. Неодамна,
Фотокиноклубот Битола учествуваше на изложбата на фотографии насловена Заедно во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. На оваа изложба со 46 дела, фотографите од Битола, Тетово и Кавадарци, сите на свој начин со своите фотографии кажуваат нешто за себе, за своите преокупации и интереси и за светот околу нив. Претходно беше истата изложба во Велес, премиерата на таа изложба беше во Велес. Интересно е што оваа изложба се состоеше од автори од Тетово и од Битола. Значи комбинирана изложба на фотокиноклубот од Битола и фотогрупата Чкрап од Тетово. Купно беа 13 автори со 46 дела. Од Тетово беа 7, од кај нас беа 6 автори. И ете за прв пат во македонската историја на македонската фотографија случува на ваква изложба. Ние малку копавме, баравме информации за тоа, ама не најдовме досега да има случај два фотоклуба да направат заедничка изложба во трет град, на неутрален терен да речем. И така случајно го избравме градот Велес. Пред 3 недели беше таму отворена изложбата, 10 дена беше поставена и еве веќе 7 дена е веќе поставена изложбата и во Кавадарци во Домот на култура, во галеријата при Домот на културата на град Кавадарци Иван Мазов Климе. На 52-та државна изложба на фотографии и денови на македонска фотографија 2014 во организација на Фотосојуз на Република Македонија, а која представува најстара и најпрестижна фотографска манифестација во земјава, фотокиноклубот Битола зеде учество со вкупно 28 фотографии од 9 своји членови. Примени на изложбата по жирирањето беа вкупно 10 фотографии од 7 автори членови на фотокиноклубот Битола, а Димитар Чунговски се заките со бронза за освоено трето место за поединечна фотографија. Во Битола беше промовирана книгата Македонски празници и празнични обичаи од истакнатиот македонски истражувач професорот доктор Марко Китевски. Книгата содржи истражување на македонските празнувања низ вековите, на оние христијански празници поврзани со светители од христијанската вера, а кои оставиле трага во македонската култура, посочи Китевски. Книгата Македонски празници и празнични обичаи ја промовираше професор Илија Велев од Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Значи, во оваа ера на глобализација, кога има криза на идентитетите, токму народната култура е оној извор преку кој еден народ во ова културно прелевање меѓу народите го истакнува сопствениот идентитет или сопствениот влог во овие културни размени што биле во традицијата. Согласно на тоа и нема простор за кој да е народ во оваа нова интеграција на новиот европски глобален свет, нели, без да има еден народ или една култура совсем влог од својата традиција. Токму оваа книга го покажува континуитетот на македонското духовно, но и културно препознавање, и тоа не само од христијанската духовна и културна препознатливост, туку и од целокупниот период на цивилизацијските прелевања што се случувале на македонскиот простор. Оваа книга представува своевидна енциклопедија на македонската народна култура, во која на најилустративен начин се покажува континуитет на духовниот и културно-историскиот живот на просторот на Македонија и го отсликува идентитетот на македонскиот културно-историски белег. Промоцијата на книгата се одржа во рамки на придружните манифестации на Републичкиот фестивал на народни песни и игри и Линденски денови. Јас сум ветерот кој те допира, дозволи ми, јас сум тело во кое се засолнала душа. Јас сум душа која има самовидлив дел, тело. Во кафе бар Радост се одржа промоција на романот Креветот како триумф на писателката Гордана Петров Такец. Инспирација за мојата книга е мојот живот. Се што се случувало во него низ моите 65 години, не буквално се, меѓутоа она што сметав дека е вредно да се стави на хартија и да се одбележи, е токму во оваа книга. Јас популарно си ја нарекувам моја автобиографска книга, односно мојата емотивна, интимна исповест. Не е опфатено во смисла на секој сегмент од животот, затоа што многу некои нешта се изоставени со оглед да сега го пишувам вториот роман, кој што се вика Една ноќ во парга, каде што следува на некој начин известно продолжение на оваа книга, за која во некоја друга наредна прилика би зборувале.
Романот Креветот како триумф, фасцинантна автобиографско дело на Петров, кој романтичарите би го нарекле животна љубовна приказна, во кој се раскажува за животот, премрежјата на авторката за нејзините деца, како и за борбата да остане достоинствена на зборот човек. Кога секој би се откажал, таа продолжува. Писателката Петров за екипата на Ритамот на градот ни откри дека во месец септември ќе го промовира и својот втор роман, Патувањето во Парга.